По модните недели во Виена, Белград, Лос Анџелес, Харбин и Лондон, Златко Јовановски со своите модели се врати во Скопје. JZJ синоќа представи најновата колекција на венчаници и свечени тоалети, инспирирана од огледалото, насловена JZJ The Great, а пред почетокот на спектакуларното шоу го фативме во бекстејдж. Како се чувствуваш пред самиот спектакл? Малку возбуден, ради тоа што ние сме последни, односно го затвараме ова шоу, спектакуларно како што и редот, нели, после светски успеси, ред е да се представам и овде со гигантско шоу со 25 фустани, го затвара Фиола Морина на моја огромна чест, она е од Приштина мој гостин, она е звезда огромна со преубаво изгледа и носи сценски костим со огромна круна на глава, баш ќе биде спектакл и мене ми е многу драго што луѓето што го гледаат она по социјалните мрежи за мене и околу мене ќе можат да го видат и уживо и да го почувствуваат тоа во вистинско светло. За каква девојка креираме венчаници? Креираме за девојка што знае да биде и што сака да биде во центарот на вниманието, извини, и некој кој што сака да блеска и да сјае, некој кој што не се плаши од огромно, од долго, од широко, од претерано, ради тоа што сметам дека еднаш во животот е свадба и треба да изгледате токму така како што сакате да изгледате, без разлика на тоа што ќе кажат другите. Мислам, другите се тотално небитни. Ако те прашам како ќе ги опишеш сите 20 на фустани денеска, 3 збора, 5 збора, 2 реченици, колку ти се потребни? Мислам дека само еден совршени. Новата колекција ја опиша со еден збор, доволен уште малку да не држи во неизвестност, а потоа шоуто започна. Колекција работена со многу љубов, огромно трпение и часови рачна работа. Златко Јовановски ја представи најновата колекција JZJ The Great, а даде совет за сите идни невести. Да бидат храбри и да не ја слушаат ниту комшиката, ниту сваќата, ниту било кој друг она е најбитна, она е звездата на вечерта и сметам дека секоја невеста токму како што кажав треба да изгледа онака како што замислувала цел живот, без да се плаши што ќе кажат другите и дека нејзината свадба и нејзиниот ден треба да е токму така како она што го замислила, нели?